Добро утро и од мене, и добре дојдовте во ова понеделничко издание на Магазин. А денеска работната недела ја започнуваме со мојот драг гостин, пејачот Зоран Илиев, со кого ја промовираме новата песна "Не боле мене", заедно со видеозаписот кој што ќе го погледнеме во продолжение. Зборуваме за екипата што работела на овој проект, за неговите следни настапи и ангажмани, за сето она што ќе го прави и следната година, а ќе се навратиме и на победите на Макфест, на учеството во М2 продукција, во Идол, како и на познатиот дует со Анабела. Затоа останете со нас. Добро ти утро и добре дојде. Добро утро на тебе прво, добро утро на сите ваши гледачи. Искрено ми е многу драго што имаме шанса заедно да ја започнеме оваа работна недела, да се представиме на публиката на вашата телевизија, на сите ваши гледачи, и ти благодарам за поканата секако. Драго ми е што си тука, ти благодарам што дојде и што ја прифати поканата. Како си утрово, дали денот со музика ти започнува, како што кажете, убава работна недела? Патувајќи од Штип до овде, реално слушам радио цело време. Имаше многу густа магла, така да мораме сите возила да возиме бавно, едноставно, да слушаме музика што се пушта на радио, добра музика, квалитетна музика. И така во Скопје покрај сите камери гледавме да стигнеме на време до телевизијата, така да се чувствувам искрено убаво. Денот ми почна многу рано, во 6 часот, спремајќи ги нормално децата за да тргнат на школу, па потоа да се спремам јас и да тргне денот како што треба. Како реагираат децата на твојата музика, на твоите настапи, знаејќи со каква професија се занимаваш? Па да, искрен да бидам, им фалам навечер, но мојата сопруга е секако со нив во ноќните часови. Таа работи преку ден, таа докторка работи во Жан Митрев клиника, и така да се менуваме тие наши родителски обврски, како да кажам, ги гледаме да бидеме 50-50. Јас денски, таа навечер, и така да компензираме ке нив. Така, се пренасочувате кога треба. Баш така. Главниот повод за твоето гостување е песната "Не боле мене", заедно со Софрониевич, нели, со работка. Како се случи токму со него оваа приказна? Па вака, пошто оваа емисија твоја доста гледана и имаме доволно време да поразговараме за се, па одлучив да кажам вистинската приказна околу оваа песна. Песната е никаде на друго место ја немам кажано, но нема никој да ми замери што ќе ја кажа нормално, бидејќи е секако убаво за убав повод. Оваа песна се случи пред 3 години. Влеговме јас заедно со композиторот на песната Панче Касапски, кој што ја напише музиката. Влеговме во проект за филм. Песната требаше да биде за филм, српски филм со македонска продукција. За жал, моментално е ставена, не моментално, туку 3 години помина, тоа застана некако со снимањето со тие работи. А почна да се снима? Почна да се снима филмот, да. Требаше да биде саундтрак на филмот, едноставно. И тоа филм, многу сериозна продукција, продаден веќе на РТС, на Netflix и на такви работи. Но, мислам, на такви сериозни телевизии, но, за жал, од оправдани причини се прекина филмот да се снима. Се надевам дека ќе продолжи тоа снимање и дека ќе ја завршиме оваа наша целокупна приказна како што ја почнавме, едноставно така. Се случи многу спонтано. Луѓето што беа продуцентите на филмот, Давор Крстевски се вика човекот, го поздравам и него нормално, ме слушна како пеам во дискотека во Гевгелија, побара мој број телефонски и знаете така, сред настапи многу луѓе бараат наши телефонски броеви, кој за настап, кој за приватна забава, кој вака така, знаеш, за икс ситуации. И му дадов нормално број на човекот, ме побара после недела-две, дојди кај мене во Скопје, имаме нешто да сработиме заедно, многу сериозно, ми се допадна како пееш, дали можеш да направиш музика за тоа што ми треба, ми го објасни целиот проект на мене и на Панче. Панче ми е многу добар другар и тој ми ја напише и Ангели и демони од 2011 на Макфест, кога победив. Така да со него, тој ми е као матичен композитор, можам да кажам. Со него составивме песна, тие ни дадоа текст според сценариото што требаше да биде во филмот. И Огнен Неделковски беше во екипата? Да, ќе ви докажам се. Господинот Давор ни даде текст што требаше да биде според сценариото на филмот. Ние според тој текст направивме, тоест Панче направи музика,
Мојот колега Стојанче што свири со мене клавиатури направи почетен аранжман, можам да кажам слободно, и ја пративме песната, тоест одлучивме со Панче да најдеме канали да допреме до таква продукција, затоа што сепак ова е многу сериозен проект што требаше да се случи. Се надам дека и ќе се случи, дека ќе остане тоа секако што сме договорили. Јас преку мои колеги од Србија, искрено, дојдов до Александар Софрониевич, се договоривме со него и на приоритет беше да биде тоа доста квалитетно за да снимаме таму кај нив. Тие нормално се согласија да слушнат нашата почетна идеја. Им се допадна песната многу реално, тој направи аранжман почетен од А до Ш, буквално комплетен, целосен негов. Снимавме кај него во студио. Студиото е, јас искрено во такво студио не сум бил никогаш. Во Македонија има прејаки студија, но тоа што го видов кај него е стварно Space Shuttle, искрено. Последен модел на студио што може да биде на светско ниво. Ја направивме песната тогаш пред 3 години, пративме се беше тргна филмот да се снима, застана од оправдани причини како што ви кажав, поминаа 3 години. Ми се јави Александар Софрониевич, ми каже, брате, шта радиме со песма, знаеш, баш онако. И ја му викам, брат, ајде ќе ја вадиме песната, знаеш. Тоа е тоа, едноставно филмот застана, но немаме зошто ние да не извадиме песната. Доколку филмот продолжи да се снима, песната ќе биде пак за филмот. Значи има X песни низ светот каде што после 15 години станале саундтрак на филм. И тој ме задолжи да направиме втора строфа да биде различна, затоа што беше првата и втората строфа беа исти. И јас го контактирав Огнен Делковски, кој што е, како да кажем, најдобро во тоа што го работи. Има напишено X песни, хитови што се слушаат секојдневно и баш му благодарам за текстот што го допише, што се пронајде и тој со неговата инспирација во нашата приказна и влезе така на песната максимално сконцентрирано како што треба. Ја допише таа втора строфа, му е пратив на Александар Софрониевич, тој вика, брате, тоа е тоа што нам треба, знаеш, у таа ситуација. Повторно бе за Србија, пак снимав од почеток, направивме спот со нивна продукција таму се комплетно, ја пуштевме на публиката и еве веќе за некои 12-13 дена има околу 300.000 прегледи на YouTube, што е, јас сум задоволен од таа бројка барем до сега како што се одвива песната. Да, и коментарите се дека е боемска, емотивна, како ти ја доживуваш, бидејќи спотот е таков, нели снимен во некако тој стил на песни, боемски, емотивни, народни песни, така да кажам, тој стил не умира. Не дека забавната музика умира, не умира и таа, но еве ако тргнеме од Македонија, во Македонија кај нас ние сме познати по нашата народна музика. Искрено е тоа така. Во забавната музика, правец на забавна музика, барем според мене, јас пораснав со музиката на Тоше, тој ни даде правец како треба да звучи една забавна песна. Сите сме ние и мои колеги и колешки во Македонија правиме 300 варијанти на забавни музики, но некако мешаме многу стилови. Ај чека да звучи сега вака се слуша. Ај сега ова е модерен стил во Србија, ова е модерен стил во Америка. Барем така јас мислам, да не ми се налути никој колега или никој продуцент и композитор, но мислам дека сепак таа народна музика ни е наша препознатлива на светско ниво, додека забавната Тоше ни даде правец, јас знам, сигурен сум и сите македонци дека тој правец ќе го теравме сите и ќе стигневме сите многу далеку покрај него, доколку тој беше се уште жив, но тоа е тоа што се случи, тоа што се случи. Да, иако е ден денес се слуша неговата музика, секако нормално. Музиката. Па тоа е најдобра музика што има во Македонија, мислам. Песните не умираат. Така е. Со оваа песна планираш и понатаму да настапуваш, да го освојуваш регионот. Дали имаш таква замисла да и надвор од Македонија се представиш понатаму со песни на српски јазик? Секој би сакал да се представи надвор од Македонија, тоа е нормално желба на секој музичар, па и било во каква професија си, да излезеш надвор од Македонија е успех за тебе.
мислам за секој што би го работел тоа. Јас не сум со цел никогаш тргнал со овој проект моментално што го работев, дека јас ќе направам сега во Србија, ќе паѓаат во НСВ, спомене не. Тоа не е така, едноставно сакав да направам добро парче музика кој што ќе се слуша и во Србија и во Македонија. Песната е на српски јазик, да. Искрен да бидам, Огне Долковски напише текст и на македонски јазик, но уште го немам снимано тој текст. Но се надам дека ќе го реализирам и тоа, но тоа отом потом ќе ти дојдам во друга емисија кога направиме и на македонски јазик. Мислам ако ја наснимам, инаку напишам преубав текст и на македонски јазик. Да се навратам на темата, не ми е целта. Зошто да не да пробаме да одеме во Србија, во било каде надвор од Македонија да пееме, но во Македонија можам да кажам слободно дека 90% од артистите сите барем имаме 50% во нашиот репертоар што настапуваме во дискотеки, кафичи, свадби, приватни забави, имаме 50% српска музика. Така да некако мелозот што го побарав јас да го направат од Софрониевиќ и неговиот продуцент Иван Лекич, да звучи баш и српски и македонски и мислам дека баш се погоди ситуацијата да биде како што јас ја замислив едноставно. Да, вистинска формула сте имале. Па така некако да. Се надеваме дека ќе стане саунтрак на филмот кој што нели се одложи, но ете, се надеваме сите дека ќе биде и дека ќе слушаме. Знаете како многу сум среќен што бев дел од таква приказна, искрено и без разлика што не се случи тоа, можеби ќе се случи во иднина. Многу сум среќен што ги запознав луѓето што работеа со мене сега. Александар Софрониевиќ и неговиот продуцент Иван Лекич се луѓе што се вонсеријски професионалци, искрено мислам да не навредам никој од Македонија, искрено живеам со сите колеги, еден куп музичари сум свирил со сите буквално, но стварно си ја знаат работата што ја работат и секое влакно гледат да биде исправено буквално како што треба. Нема простор за ова нека иде вака, нема таков простор, нема. Едноставно влегуваш во студио, снимаш, се чувствуваш убаво во студиото, студиото е како што ви кажав, мислам, нешто е прескапо финансиски направено, едноставно е буквално народски кажано од пиле млеко. Да, професионално убаво средено. Спотот е во препознатливата Скадарлија. Да, спотот е снимен во Скадарлија, во една кафана Мали Врабац и на самата Скадарлија, на самиот пат тука каде што се сите кафани и ресторани. И спотот се снимаше од Сабајле, од некој од околу 10 часот, докај 2-3 завршивме се. Потоа екипата остана со главните глумци што се во спотот, момчето и девојката, да доснимаат со нив. Ние завршивме. Се беше напишано според сценарио на лист. И едноставно се знаеше во секоја секунда буквално како филм што се снима. Ова ти ќе правиш, овде ќе шлакаат раци, тука ќе пееш, тука, значи ја не сум досега искрено, не дека јас имам многу песни и не знам што, но имам доволно искуство со настапите веќе 15 години из Македонија, така да овој перфекционизам што го доживеав таму ми е само одскочна даска за мене лична повеќе во мојата кариера. Така, си поминавте интересно, имаше некои анекдоти од снимањето меѓу вас? Па да, тоа се анекдоти има цело време додека се снима. Некој му текне во моментот нешто друго да направи, не чекај, стоп, ти не вака така. Беше многу рано, ви кажав, во 10 часот Сабајле се снимаше, во 10 часот беа спремни 40 статисти, нашминкани, средени, кога се станале, кога ги направиле, мене ништо не ми беше јасно. Едноставно влегуваат сите средени, јас велам кај одат матуранти, што се тука, што ги прават. И потоа ми стана јасно дека уствари продуцентот што го снимаше спотот, Бојан, ќе го поздравиме и него нормално, имаше се напишано на лист, така кажано, и се се одвиваше според листот и немаше простор за некаков пропуст надвор од моменталната ситуација што се правеше тоа. Така е, затоа и самиот производ на крај е квалитетен. Затоа што се работело професионално. Морам да те прашам и за цедињата, кои што ги гледам. Овие цедиња се за вас, ги донесов за тебе и за твоите. Ти благодарам. Овде еве ќе ти ги дадам. Овде има 4 цедиња со мои песни. Ти благодарам многу.
едно за тебе, Баш мислам, така да или те две, прашам баш. кои се песни се тука. Да. Мои песни. Да. Така се бајле кога бркнав у кола да ги Првата е не земам. боле мене. Да ги земам песните, сватив дека има веќе некои 2-13 песни кои што тоа е сосема доволно да се изваде еден албум. Да. Но Еве го и живи и здрави да видиме, ќе биде се. CD-то. Да, тука имаме 12, да. Песни, па и подпис, твој автограм на самото. Па да, многу често и давам CD. на луѓе што доаѓаат на моите настапи. Често правам цедиња така да имам во кола. Ми бараат луѓе што ме знаат, што ме подржуваат. И морам да се одложам некако, тоа е многу минимално, најмалку што можам да направам за нив. И баш ми е драго што сака да слушаат та музиката што ја пеам јас. Да, тука се и победничките од Макфест. Да. Најмила, таа е од оваа година пак со која што се представи на Макфест. Оваа година Макфест. Искрено, околу песната Најмила беше реално доста емотивен момент за мене, емотивен момент за сите што беа присутни на Макфест, затоа што таа е песна на Филип Стевановски, човекот што свирише во ДНК. И тоа беше еден човек што многу живеевме, значи многу голем другар, многу голем професионалец во тоа што го работеше, стварно беше перфекционист на светско ниво, искрено свирише на многу инструменти, што е реткост еден музичар да знае да свири на 4-5 инструменти. Песната се случила пред некои 2-3 години, тој е напишал. Демото на песната беше испеано од Горан Тонев, гитаристот што беше во ДНК. Мислам, тоа е фала му на Бога, се уште жив и здрав и нека биде така и сите деца што останаа живи и здрави да бидат до 100 години живи и здрави. Се случи тоа што се случи, а неговата сопруга Ирена на после некои 2-3 недели од кога се случи трагедијата во Кочани, ми се јави и ми каже: Зоки, има песна за напишана од Филип. Јас сакам ти да испееш песната. Сме те спомнали со Филип као на кој да ја дадеме оваа песна, кој би ја донел добро. Но ја мислам дека сега е момент, јубилеен Макфест 40 години. Да. Дали би сакал да испееш? Ја кажав Ирена, и без да ја слушнам песната, знаеш, нормално. На кој да пеаш, да се понудеше истото, ќе го прифатеше нормално. Ќе ја испеам песната, нема никаков проблем. Песната е доврши Илија Ќосевски комплетно и испеав на Макфест. Си поминавме убаво, емотивно, реално. Многу пеев цела вечер со грудка на град. Мислам, цела песна пеев со грудка во грлото, затоа што и Ирена беше во пратечките вокали. Многу измешани чувства беа таа вечер реално, но знам дека Филип има уште многу неостварени дела, многу дема снимки во неговиот телефон, во неговиот компјутер што си ги правил, и знам дека тие песни ќе се издадат кат-тат, дали јас, дали некој друг пеач, пеачка, се едно, и мораме да ги правиме тие работи за да се подсетиме дека меѓу нас живеел човек како Филип, човек како Тоше, да ги слушаме неговите песни, бенд како ДНК. Така како ДНК, да. Едноставно, не знам, тоа што се случи во Македонија е... Не можам да го опишам зборот, мал е зборот трагедија, да кажеме дека се случило. Толку многу млади луѓе загина. Да бидам искрен, во Кочани пеам можеби 10 години. Тие деца што загина, па 90% се биле на мои настапи нон-стоп и ги познавав лично. И сум се молел буквално секој ден по цркви да останат живи и здрави. Но еве, многу деца загинаа и за жал не можеме да го вратиме тоа. Да, трагедија, како што каже, мал збор. Мал збор. Да, колку ти беше пак после тоа тешко да се вратиш на тие настапите по градови низ Македонија? Во Кочани искрено имам во Кочани почнаа сега пред месец-два да се одвиваат повторно забави, журки, нормално животот оди напред и не можеме да се налутиме на никој што работат таму кафичите и рестораните, едноставно тоа е работа на луѓето. Јас ги одбивам веќе 2-3 месеци. Ја мислам искрено дека додека не помине една година од тоа, така се зареков во себе, кога ќе помине една година од трагедијата, дека можеби ќе можам да стапнам таму. Искрено ми се враќаат филмови како тие деца ги гледам пред мене. Ова ја кажам најискрено од срце, бидејќи стварно се биле присутни на сите мои настапи и знаете тие слики што излегуваа на почетокот со
кој се загинал, нели, со мали коцки што јас само ги гледам и си велам, чекај се, овој го знам, ова е знам, овој. Ги познаваш сите, да. Буквално шок. Ми беше тешко да се вратам. На секому беше тешко да се врати. Едноставно денски плачеме, навечер пееме, малку е и нашата работа е малку чудна да кажам, но тоа е, мора да ја работиме. Од тоа живеам јас, веќе 15 години тоа го работам и едноставно искуството што го имам стекнато, некако најдов некој баланс да продолжам да го правам тоа што го правам. Да, и понекогаш ете емоциите да се тргнат на страна пред настап, а каде ќе настапуваш наскоро ете околу Нова година или ќе одмориш за празниците, какви ти се плановите за следните? Околу Нова година реално со Господ напред имам многу настапи. За Нова година ќе пред Нова година еве сега да имам 2-3 настапа во Свети Николе, потоа Куманово, Струмица, денски ќе бидам во Тетово за Нова година, вечерта ќе бидам во Гевгелија, утре дента во Битола, па Валандово, па сега не ги знам точно на памет, ама знам дека се многу градови испомешани. Ќе може на социјалните мрежи да провериме. Да, па има, објавуваме сите кој што каде настапува нон-стоп. Така да искрено сум благодарам на Господ зашто имам прилика да го работам ово што го сакам. Можеби тој ме упати, верувам многу во Господ, искрено тој ме упати во тоа што го работам, бидејќи јас бев фудбалер пред да почнам да пеам и еви, ден се замислувам дека можам уште да играм фудбал, но за жал не е така. Како беше повредата? Поради која што престана со фудбалот? Повредата беше хорор повреда, реално, го скршив коленото, поточно капачката на коленото, на 7-8 дела, имав 3 операции и тоа беше едноставно враќање на почеток, кога почнав да тренирам на 5-6 години, повторно проодување со штаки, со помагала нормално така. Пробав да се вратам во фудбалот, но сватив дека повредата си го направи тоа што си го направи. Но можеби тоа беше и, како да кажам, музиката ми од секогаш била хоби, но не само хоби. Ако се навратам наназад во годините, кога сме идели на надпревари, на утакмици, така кажано, да играме во други градови, додека сме патувале во автобус, во комбе, во било што, еј, Зоко, брат, едно тоше испеј, ја цел пат пеев. Значи, цел албумот тоше, од прва до последна песна. Тоа е било така, едноставно, дури кога, еве, да бидам искрен, кога загина Тоше Проески, истиот ден одам на тренинг и луѓето ми изразуваат сочувство на мене затоа што знае колку го сакам. Леле, брат, што се случи? Леле, брат, многу, знаеш, Бога ви го пренесувам како вчера да е било, зашто стварно е вистински тоа така. И сите што ме познаваат добро знаат дека тоа е така. И стварно беше голема многу загубата и уште е голема загубата и никогаш нема да се роди човек како што беше тој. Да, но ете од тоа време дури си пеел негови песни. Па да, пеев, не дека не пеев и други песни, ама така почнав да пеам. Кога бевме во Крушево, бевме на припреми, летни припреми со фудбалскиот клуб Бреганец каде што играв, Тоше дојде да не посети. Тоше тогаш беше, не знам, 17-18 години, уште со бубалици, уште фризура со гел залижена, знаеш, во тоа време таква е била модерна и дојде да не поздрави и беше толку, знаете, таа енергија, тоа се случува еднаш во милион години, не во 100. Уште тогаш си ја носеше енергијата што ја знаеме сите што ја носи во него и толку беше среќен што не искрено среќен што не гледа, ни дава поддршка, треба да играте, да тренирате, да верувате во себе, знаеш, такви муавети, тие 2-3 реченици во 3 минути, тој си замина, едноставно ги паметиш цел живот. А толку бил млад? Да, дури кога се случи неговиот последен концерт. Ова е исто вистинска приказна, моите другари ја знаат многу добро. Јас лажирав повреда на тренинг за да излезам порано, затоа што морав да стигнам до Скопје со автобус за да бидам на концертот вечер. Немав кола, немав нешто такви работи. Моите другари еден-двајца имаа коли и сите бевме договорени, одиме вечерта на концерт на Тоше, но последниот ден буквално, брат, јас не можам, јас немам пари, колата не ми работи, бла 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 бла, сите откажуваат. И јас си велам, не, морам да одам на Тоше на концерт. Ово ви кажувам најискрено, Господ ми е сведок дека е така. Имам само еден другар што беше во Скопје, учеше таму, Дарко, и му се јавам, викам, брат,
што правиш? Еве вика патувам, се спремам, ќе се враќам за Штип. Ако се вратиш за Штип, јас и ти веќе не сме другари. Чекај, што збориш ти? Викам, брат, мораме да идеме на концерт на Тоши. Ама брат, таксито, дај ми го, викам, бројот од таксито, се јавам на таксистот, еве ти пари во Штип ќе ти бидат оставени таму и таму. Дарко нема да си дојде, ќе си иземеш парите, нема да ти е неплатено таксито, знаеш? Јас се качувам во автобусот, лажирав повреда на тренинг за да порано стигнам, се пошто тој живееше во аеродром, па одлучивме, мислам, не одлучивме, тогаш сме имали толку пари да си дозволиме, пешки отидовме до стадион, помине концертот и после 10 дена тој загина за жал и тогаш моите другари беа најразочарани во тој момент. Леле брат, како сите откажавме, како. А сите пак што бевме се сеќаваме како вчера да било. Баш така. Концертот траеше 3 часа, помина као па не знам, можеби 2 минути, 3 минути, така. Јас такво чувство имав. Да, за жал не истече времето и за оваа емисија, но се надевам ќе дојдеш повторно со нешто ново. Ти благодарам што беше тука, да се навратиме на твојата кариера и од почетоците 15 години спомнавме и М2 и Идол и сите настапи на Макфест и оние настапи во живо кои што ги имаш многу во голема бројка. Предмногу спомнавме баш пред емисија 150-60. Па да, годишно така. Си ги броиме сите музичари си броиме што сме направиле, некој процент вадиме годишно од 130 до 150. Доволно е, нека има толку, нема потреба. И на сите мои колеги посакувам да работат во такво темпо, искрено. Да, ти посакувам успеси, а за самиот крај ќе се подсетиме и новогодинешната песна од Макфест. Ви благодарам уште еднаш за поканата и имете убав ден. Ти благодарам уште еднаш. Ние продолжуваме со музика, останете на Сител. Од мене, довидување.